Игнорирајќи ги институциите, струшкиот градоначалник Рамис Мерко без око да му трепне на голема врата го подготвува селењето на општинската администрација во 86 години старото училиште Браќа Миладиновци, кое од 2013 година е прогласена за споменик на културата. Откако целосно ја смени внатрешноста на објектот кој е ставен под заштита на државата и ја промени фасадата, сега дворното место на училиштето го претвора во паркинг. Од Охридскиот завод и музеј како надлежна институција велат дека уште лани инспекцијските служби излегле на терен, направиле записник и донеле решение, задолжувајќи го Мерко да достави проект за објектот кој на своја рака го реконструира и адаптира онака како што нему му одговара. До овој момент Мерко нема доставено никаков проект, велат. Според Законот за заштита на културно наследство не смее да се прават никакви интервенции без конзерваторски проекти и одобренија, а ние немаме ништо од тоа, додаваат од заводот. Сега на потек е Управата за заштита на културно наследство, која во случајов може да поведе постапка, но оттаму и покрај настојувањата не успеавме да добиеме информација. Намерите на Мерко ги обелодени струшкиот огранок на ВМРО ДПМНЕ. Оваа зграда воопшто не е изложена во имотен лист, а земјиштето од истата е во државна сопственост на Република Македонија со право на користење на основното училиште Браќа Миладиновци. Изминатиот период, подолг период, поради неговата вредност, местоположба, историска и културна вредност, е предмет на обиди за присвојување и узурпација од страна на општината. Мерко уште во 2008 година се обидувал да присвои дел од оваа споменична заштитена целина, која покрај 86 години старата училишна зграда ја сочинуваат изградата на Женското занаетчиско училиште, изградена во 1935 и два други објекти во кои е поместено големо национално богатство од театарскиот живот во Струга. Тие со одлука на влада од 2014 се во трајно користење на Центарот за култура. За делот кон северната страна од паркот, каде што своевремено е направен паркинг, од државното правобранителство ни беше укажано, ние како правен субјект да ги водиме сите спорови, едноставно, како да кажам, се оградија од грижата за државниот имот и државното земјиште. Постојат шпекулации дека после сместување на општинската администрација во училиштето, тука се планира отворање на прометна сообраќајница преку узурпација на делови од зеленилото на паркот на поезијата и кеот на реката Дрим, укажуваат советниците од ВМРО ДПМНЕ. Со ова велат градот на поезијата прераснува во град познат по дивоградбите и узурпацијата.